Почитуван подпредседателе, вие сте задолжени да ја водите оваа седница и ако согласно член 90 став 4, секој говорник е должен во својот говор да го почитува достоинството на ова собрание, најмалку што можете да направите на председателката на Судскиот совет, да и речете дека треба да го почитува достоинството на ова собрание. Ние имаме од оваа говорница одреден имунитет. Тоа што ние го зборуваме од оваа говорница, почитувана председателке, е тоа што нас, граѓаните, ни го зборуваат, а вие немате право овде да се обраќате како член на СДСМ. Впрочем, од сликата на СДСМ, како што ја видовме од партиската комисија дека ве избрале, дека овде имате право да се обраќате со ваков тон, со ваква ароганција и на ваков начин на говори на пратеници. Вие имате право да се обраќате во врска со суштинските забелешки на овој извештај, а за достоинството, мислам дека најпрвин вие треба да го задржите достоинството и да се однесувате онака како што доликува на функцијата која што всушност вие треба да ја представувате во овој законодавен дом. Ако ништо друго, треба да покажете едно достоинство. Ако сте имале храброст да дојдете да седнете во овие редови, ако сте имале храброст да седнете во редовите на Судскиот совет, да носите одлуки кои што живот значат, да назначувате судии, да разрешувате судии, да назначувате нови кандидати за уставни судии и така натаму по ваш личен избор, тогаш треба да издржите, да го слушнете говорот на граѓаните. Ова што ние овде го зборуваме со аргументи, го зборуваме поради неразчистените околности за кои што се случуваат во судството, а особено во Судскиот совет, и апсолутно имаме право да го зборуваме со еден ваков тон. Заради тоа што довербата во судството да е 3%, една од причините е токму тоа што вие сте начело на Судскиот совет. И затоа, председателе, ве замолувам, кога вакви политички говори ќе си дозволи председателката на Судскиот совет да зборува од ова седиште, да ја опоменете да го зачува своето достоинство, за и ние да го зачуваме нашето достоинство. Ви благодарам.